Понекогаш животот знае да биде многу суров. Таков е случајот со 61-годишниот Тоше Лазарев од Штип, кој 10 години бил оставен на милост и немилост од своите деца, а кој од денес ќе има покрив над главата. Колку време живеете таму? Скоро 10 години. Тамо сум бил како млад, сум правил нешто и затоа одев таму. Не ме влече да речем у кафана да седнам да пијам, ама тамо ми е подобро, нешто така. По град да шетам така, да не ми. А иначе, тамо си одам. Подобро ли ќе ви биде? Па ќе биде подобро. Благодарни ли сте? Како не сум благодарен? Благодарен. Поради тешката ситуација во која се наоѓал овие 10 години, локалната самоуправа во соработка со Црвениот крст го вдомија овој безпомошен човек во манастирот Света Недела. Денес општинската организација на Црвен крст Штип во соработка со општина Штип и приватната здравствена установа доктор Самарџиски се организира оваа хуманитарна активност за вдомување и здравствен преглед на нашиот сограѓанин Тоше Лазаров. Тој се наоѓа во тешка социјална и материјална состојба и здравствена. Затоа се решивме по повод неделата на гладта да ја организираме оваа активност и пред се благодарение на општината да го сместиме во просториите на Света Недела, каде што понатаму ќе живее во човечки услови. Општина Штип презема мерки за згрижување на бездомни лица, оние кои што ќе дојдат кај нас да побараат помош. Се обидуваме да им излеземе во пресред со тоа што ги користиме просториите овде на манастирскиот комплекс Света Недела, каде што има простории во кои што може да бидат сместени овие лица. Еве и денес сме тука, токму по тој повод. Еден наш сограѓанин кој што нема покрив над главата ќе биде сместен во овој комплекс. Центарот за социјални работи исто така ќе се вклучи во оваа хумана активност и ќе му обезбеди документи за лична идентификација. По пријавата на Црвениот крст дека ќе се донесе лице, еве излегувавме и ние на терен за да видиме, за да утврдиме од каде е лицето, за да му се најде лична документација и да можеме да видиме дали може да се вклучи во системот на социјална заштита. Инаку во манастирот Света Недела веќе има згрижено околу 15 бездомници и во зградата на поранешното нервно одделение се згрижени околу 42 припадници на ромските семејства.